ако нешто Цеца и јас и сите ќе се согласиме, долги години работејќи утринска на Телма, е тоа колку можеме вистински да се поврземе со животот, со приказните, со предизвиците, меѓутоа и со она што значи сама по себе подарок и животна сторија која што секој гостин ни носи. Го најавивме во вчерашното промо како рекордер, поучени некако од искуството и на мештаните, барем од некои показатели, дека тој всушност го има рекордот поставено за линијата, ќе потсетиме само 13 километри грбен стил пливање Албанија до Градиште. Меѓутоа и за новите предизвици и подвизи кои што почитуваниот Зоран Ичевски има за годинава, тоа е нов рекорд кој што сака да го постави Светлина Градиште околу 13-14 километри. Потоа имате во месец август, Зоран, исто така Светлина Мохрид, околу 23 километри. Сега, тоа се прашувам со Цеце, уште еднаш само добро утро ќе ви кажеме и ви благодариме што... Анкета треба да најавиме. Ќе најавиме анкета, секако. Само да најавиме дека стана збор за еден господин на своји 65 години кој што го постави својот личен, меѓутоа и рекордот за нашата заедница, бидејќи никој досега не го препливал грбен стил, нели, тој дел Албанија Градиште. Најинтересното што ќе го откриете, само со врзани раце и нозе. Кој дел го очекуваме да се преплива? Па рачунам 100 метра натак и 100 назад, 200 метри. Аха, 200 метри. Со врзани раце позади и нозе. Тоа ќе биде интересен предизвик. Вака. Зошто е тоа предизвик за господинот Зоран? Ќе дознаеме, се разбира, во продолжение. Ќе биде приказно, Ние од утрово споменавме дека луѓето во третото доба треба навистина да прават посебни работи и да ги уживаат нели секојдневијата, да го слават животот на било каков начин и се надеваме дека господинот Зоран денеска ќе биде инспирација и мотивација за многумина од вас кои што не гледаат. А во меѓувреме, она што и прималку нели му споменав на Марко, ќе ја побараме анкетата која што нашиот колега Мартин ја направи, чисто да го видиме пулсот на народот. На нашите граѓани, нашите граѓани, односно вам. Да дознаеме што тоа луѓето во третото доба или нашите пензионери во Македонија прават и дали имаат генерално нели желба слободното време кое што го имаат во изобилство да се го поминат на некаков покреативен начин. И дали можеби ги апострофираат темите каде каскаме, можеби како треба да дадеме поддршката на нашите пензионери. Еве повелете. Како го поминувате вашето слободно време? Моето слободно време, ако е добро времето во шетање, ако не е со пријателите, седува и на кафе некаде. Низ дома, шетам низ куќа, работам. Исполнет сум, имам внуци, идам у градинка, ги зимам, баму, таму, имам јас одморски. Дали спортувате? Дали спортуваме? Не. Зошто, која е причината што не спортувате? Немам време. 5 километра, 10 да испешачиш, добре. Мислите да е најважно за да ги мотивира луѓето во постара доба да имаат физичка активност? Да бидат спокојни, да биде джебот полн, да може да не размислуват за јадење. Дали смислите дека во Скопје има доволно услови за спортување, како доволно велосипедски патеки и слично? Има во кисела вода, има поред пругата. Но дали во цело Скопје има доволно? Не, треба да има повеќе. Па зависи кој во која населба се наоѓа. Сега покрај Вардар е убаво да се оди по кејот. Мислите дека треба да се изгради дополнително? Дополнително во Скопје, јас мислам дека би требало да се направи, да се доврши поред Вардар, поред кејот. Да се иде до Велес. Па треба спортски терени. Нема никаде спортски терени. Каде гледате во Скопје спортски терени? Никаде. Дали мислите дека има доволно места каде што пензионерите може да се социализираат? Не, и пензионерски домови нема доволно. Нема ништо, приватни домови што има. Еве, јас сум млад пензионер, сега замина во пензија. Нема домови. Пензионерите се за никаде. Оставени се по пазариве. Да, тоа бе одговорите ваши, поточно наши сограѓани од оваа заедница. Сите заеднички придонесуваме да ги смениме можеби некои работи, особено да се создадат убави културни спортски платформи каде што лицето од нашите пензионери, лицето трета доба ќе имаат прилика да ги искористат своите пензиски денови спокојно, како што еден господин кажа, и да се социализираат. Дефинитивно мислам дека вистински пример сте, Зоран, за истото, меѓутоа не изненадуваат некои од овие одговори на наши сограѓани. Ми изненади едниот коментар дека немаат време. Една госпоѓа. Ајде, не можеме Зоран да кажеме прокоментира. нели секој со своите можеби тежини во животот, меѓутоа не знам, сепак претпоставам дека веднаш по 60-та година кога најчесто луѓето се пензионираат, практично го имате
Ама тука не завршува. Не завршува така е. поглавието и полувремето ново. Баш тогаш имаш повише време и повише време за спорт и за активности секад. Не знам, јас, например, не би можел да станам и да седам цел ден дома. Увек идам, шетам, се движам, ај не можам да трчам со кукот, али движењето не сум тома врзан. Не ве спречува и тоа што го кажавме со Цецо Тригнава, вашиот здравствен проблем, чинам дека нема да погрешам остеопороза, односно имате нели на десниот колк, меѓутоа велите дека на некој начин лекот и прибежиштето го најдовте во пливањето. Веќе неколку години и да ги правите овие рекорди кои што не тенденциозно, ама се случуваат. Меѓутоа ќе ви честитаме сепак и благодариме за прифаќањето на тоа што дојдовте во утринска филма да ја споделиме приказната. Интересна е вашата биографија, сте работели како полициски службеник. Ќе кажете и за искуството дека сте работеле и сте спасиле неколку човечки животи во животот досега. И интересно дека еве во последниве години го користите вашето време баш квалитетно да го искористите, еве, спортски да бидете активен, да патувате кај вашиот син во Чикаго со вашата сопруга и некако да го славите животот и покрај животните предизвици. Видете, кога почнавме ние во градиште, имаме приколка, почнав да пливам, она ми се јави тогаш детето Марко, што пливаше. Да. И тој ми даде инспирација, викам, кога он може, исто и он има проблеми со нозата, зашто му викам јас да не пливам. Лесно ми беше мене крауло, јас да го пливам Охрид, тоа најмал проблем. Сакам нешто ново, грбен стил, потежок е, поспоре, се одлучив и почнам тренирање грбен стил. Прв захват ми беше да пливам дуплатам спорска, отидов со ливче, го врзав ова, да у Пештани да суплатам спорска и да се вратам, тоа 4 километри. А со пливање да Со пливање. Добро. После викам, чека да можам, а што е за мен ова, фатив коњско, долно коњско. Викам, има придружба. Од каде? Се почнува од градиште? Да. Од градиште, значи прво до Пештани одите, па после друга имате тура вашата до Којнска, добро? После ме однесо со кола до Коњско, викам, ќе пливам до градиште. Он вика, тајде нема, ај ќе пробаме. Таа најдо 15 километри скоро. Успеа без прекин све. Како одат тие подвизи? Имате тим кој што ве прати, бидејќи сепак нели не сте професионалец во сето ова што го правите? Да, имам. Како оди тоа? Опишете ни. Тренизите сам ги вршам, но сам позади мене даска влечам за нога врзана, за со знаменце да не мудри некој глисер, да има тука показател дека некој плива. Да има пливач, зашто и овие со глисерите не очекуваат толку далеко од плажата да има пливач. Кога пливам на подолги стази имам пратња со чамец и датони, зашто грбниот стил имам ориентирам, а знае некад да изгубам правец. Па да, и Охрид со струите знае да биде непредвидлив. Па има проблеми, поготово кај Десарет. Тука ме фати јака струја, скоро 10 минути уместо пливав. Мораше да сменам стил, краул да почнам да пливам за да излезам од струите. Така, јасно. Да, еве и сега... Тоа веројатно ви го кажува тимот. Вие не можете во моментот да забележите. Не, осекам јас, да, они викаме, ајде, се гледа дека уместо стојам. И сега, еве, например, имам помош и овој што е председател на Црвениот крст во Охрид, и он ми кажа сега таму кај Трпејца има јаки струи. Тука вика, кој ќе дојдеш, ќе го поминеш Дрим, вика, ќе ги одбегне струите и пак ќе се вратиш на патеката. Ве советува каде може да има такви струи? Струјата ти држи во место, зашто Охрид, ако е мирно езеро, може да приметите по чанците, час се свртени вака час, така, јаки струи има, поготово кај што има извори. Те држат у место, не те дава да продолжи. Го споменавте младиот Марко, кој што ви бил инспирација до некаде, но како, веројатно со оглед на тоа што имате во близина Приколки, на градиште, веројатно станавте со годиниве и пријатели. Што се неговите совети за пливач во повозрастна категорија како вас? Па и него му беше чудно, вика, Чкозоки, вика, ти имаш 65 години, вика, како можеш толку, вика. Еве го Марко, да, ќе потсетиме. Да.
Марко е многу фино дете. Да. Он има 2 приколки после мене, ако хриѓанец и во градиште имаат приколка. Чисто се дивам и на детето, кога он успеа со повреди на нозете, викам, зашто јас да не? И убаво е кога едни на други сме си нели инспирација и мотивација. И веруваме дека и вие денес преку овој разговор ќе бидете инспирација за многумина и помлади, но и по возраст. Зоран, според сознанијата на мештаните, велите, вие некако си го држите овој рекорд нели на оваа линија делница, ќе кажеме Албанија градиша 13 километри минатата година. Вие ми рековте дека Грбен стил. Грбен стил. Ми рековте годинава имате уште 2 значајни рекорди кои што сакате да ги поставите. Рековме уште еднаш, освен тоа што е предизвик со врзани горни и долни екстремитети, меѓутоа нов рекорд Цветинам градиште исто така 14 километри. Меѓутоа и ова е фасцинантно. Во август месец, барем како месец, го имате предизвик од 23 километри. Се надевам дека ќе успеам јас. Сега работите ли, да речеме, со некако спортски тим, поддршка и така натаму, за да ги... Не работам сам, зашто сум спасител на вода, сите стилови добро ги пливам. И само битно е пратњата. Таа највише ми помага за правецот. Другото не. Ке ви открием една тајна. Дур пливам, не мислам уште колку имам до крај. Уопште не мислам. Си гледам горе у небото, имам драга особа, некоја очинато, си разговарам и уопште јас не мислам уште колку имам да пливам. И затоа пратњето вика, Вечко Зоки, не направи пауза. Си држам едно темпо и си одам. Кои би биле вашите совети за луѓето кои што се можеби на ваша возраст, горе-долу година плюс-минус, кои што сакаат еве да бидат физички активни, ете особено и во пливањето, па и во други работи. Зошто не треба да се откажуваме? Зошто треба да продолжиме да бидеме физички активни без разлика колку години имаме или некоја возраст сме? Па нема, обично чим одиш у пензија викаат е готово. Не е готово, сето баш тогаш имаш време и да спортуваш фудбал, да играш, да трчаш, да се движиш. Овде Македонија е пуна со убави места за да се движиш. Апсолутно. Да, значи не можам да сватам јас појди на пазар, врати се дома и седи дома цел ден. Истиот циклус. Него увек треба движење да си, баш тогаш имаш време. Некој вика немам време. Како немаш време? Баш сега имаш време, не си на работа. Инаку кога започнавте со подготовките за рекордите и пливањето? Па уште само отварање на кампот, јас не се бавтам тука да пливам кај што пливаат сите. Малце забегувам поише. Дури тренизите ми се поише од 13 километри на сабале рано станувам, пливам сигурно по 5-6 километри. Поручек влегувам у вода у 4,5, излагам у 8. И така почнуваат сега и овие нови подготовки. Зоран, ќе ми дозволите, бидејќи побарав согласност од вас, а велам дека секогаш оваа емисија треба да не поврзе емотивно. Споминате некаде во одговорот дека најчесто се губите во сопствените мисли и разговарате со ваша драга личност. Пред 10 години, за жал, животот ви носи еден од најголемите тешки предизвици да ја загубите вашата ќерка. Велите дека во тој период, па и таа агресија која што во некој одреден период секој од нас ќе ја доживее нели во своја некоја животна епоха, наоѓате некој канализатор или филтер, тоа е веројатно пливањето во овој случај, и велите дека тие големи километри практично се губите и си разговарате со неа. Точно е тоа. Таа беше ваша најголема поддршка? Најтешко е да изгубиш дете. И дур пливам јас, затоа и грбно стил, гледам горе и си зборам. И затоа не мислам јас уште колку имам за пливање. Чисто утеха барам, гледам во небото и ете, како да кажам, пливањето го посветувам на нејзе. А и силата која што ја добивате, веројатно, доаѓа сите од се таму. чудат која сила имам. Баш вика пауза да направиш. Не правам ни паузи. Цело време на ритам си држам и одам до крај. Поише од 13 километри, зашто ние влеговме и во Албанија. Нема огромна. Некако ме води силата на
керката што изгубив и пливам све на нејзе мислам. И пратњето увек што иде, знае да ми даде знак дека малце ке скренам од патеката, да се вратам. Меѓутоа, досега не сум направил пауза при пливање, кој што права да одморам нешто, не. Цело време си одам до крај. Само кога ќе стигнам на 50-60 метри до плажата, мора да сменам стил, зашто има усидрени чамци, котви, да не удрам некој. Да не се повредите. Да. Споменавме и претходно дека имате остеопороза, имате проблеми со колкот и сега многумина можеби ќе се запрашаат како успешно се сноѓате во водите кога веќе имате некаков здравствен проблем. И веројатно тоа за многумина би било пречка за воопшто нешто нели да прават физички, да бидат активни. Па пред 7-8 години почна да осеќам јака волка во колкот. Отидов на лекар, ми направија снимка, гледат колкот се рони целиот и предложија да ми го сменат. Тоа велите на рентген снимката се гледа, вели да таа е неверојатна имплозија внатрешна, која што вие со пливањето се обидувате и на некој начин си се зацели можеби колку толку остеопорозата. Да, или помага можеби во помага. Од кога почнав да пливам, ја веќе не знам зимно време кога некад мирувам, ќе имам болка. Али летно време јас не осеќам, поготово после пливање. Јас сум таму како дечко. Не осеќам болка. А ми рекоа обавезно да сменам колка. Вие сега се уште останувате деци да надлуката дека со пливањето нема потреба. Инаку интересно дека споменувате во текот на зимските денови сте кај вашиот син во Чикаго, каде што многу наши македонци всушност нели таму имаат и веќе своја животна приказна, меѓутоа и таму пливате, значи дека не престанувате и на таа географска положба да сте присутни со пливањето и во водата. Видите, таму сите теретани имаат и базени. Меѓутоа, едно да разграничиме. Теретана и за пливање не одговара. Ја да идам во теретана. Смета се, затегнуваат мускулите. Меѓутоа имаат базени, ја ги користам базените таму. И неделно сигурно идам по 3-4 пати. Синот ми кажа каде и одам си пливам таму по 3-4 сати таму базен. Колку отприлика часови дневно се подготовките сега и за новите рекорди? По колку часа пливате? Јас нели ви споменав дека редовно гледам да идам на пливање по километар и половина, да речеме дневно, тоа сигурно што се вели гола вода за може би вашите подготовки. Па не знам, не мерам никад колку пливам, обично кога ќе гледам дека не ја гледам више плажата, се враќам назад. И така да и тренизите се стварно на големи со километража. Во моментов сте активни со тренинзите, бидејќи неодамна се вративте од Америка, а Охридското езеро нели се уште постудено за да се одвиваат редовно тренинзи, иако нели има луѓе кои што се капат и во малку постудена вода, но какви ви се во моментов активностите, ангажманите за она што ве очекува нели наредниот период? Сега секој ден пешачам по 6-7 километри. Браво. И со покрај, да речеме, тој мал здравствен проблем со кој што се соочувате секоја чест. Дури сега почнав таму кај Драчево има тоа кај гробишата изгорница, почнав и тој дел. Да искачувате висински? Да, по полека идам, али се осеќам добро. И тоа ми е задолжително, на самиот телефон имам колку сум поминал денеска. Тоа и увек гледаме со жената да направам 5 километри, 6 километри. Да ви биде некако, Дали вие таа поддршка не голема исто во моментов за сите овие подвизи кои што ги правите, колку таа е физички активна и е добро се снаоѓа во водите? Како е името на вашата сопруга? Снежана. Поздрав до Ја господја поздравиме, Снежана. да. Не, со нејзе стално проблеми, стално вика, не те гледаме ни со двоглед. Стално вика, дури се нервира. Не иди толку далеко, вика. Па што е интересно, бродот тој што поминува, што ги носи туристите. Туристичкиот. Да. Па они стално, капетанот ме поздравува, баш се погаѓа. Веќе сте препознатливи, да речеме, како пливач на Охридското езеро. Апропо вашата биографија, 79-та година служите војска, ратна морнарица. Ратна морнарица.
по завршување на курсот за спасители, она многу ми е интересен податок за вас, работите како спасител на базенот на Кале. Не знам ли тоа беше Плаја Вистана некогаш, така? Па не знам, тогаш се уведе тоа први спасители на мореше сите базени да има спасители на вода. И по отворањето на езерото Треска, за кое што нема некој кој што не е емотивно поврзан и тагуваме, бидејќи мислам дека генерацијата и наша, можеби Зоран, копне по тие убави спокојни мигови Треска, одбојка, пливање во дури во езерото така натаму. Таму бевте спасители, значи да збориме за Треска, 82 година веќе станувате и полицајци. Да. И дали сето тоа можеби како активности дојде по некојаш и вие здравствени проблеми, доста бевте активен, да речеме? Да, доста бев активен. Дур бев полицаец, исто се случи една случка, децата одеа на екскурзија кај езерото Треска. Автобусите што дојдоа да ги зема децата, едни од нив се затвара средната врата. Јас кој родител ми кажа, нервозен, отидов и моите деца беа во Треска, отидоа на одмор таму Треска. Само што дојдов до езерото, слушнав децата вика тие се дават, а ја бев во униформа. Вистинска мисија. Да. Тогаш знам од мене и пиштол фрлив и све со униформа и двете деца ги извадив, ги спасив. Ден денеска имаат големо поштовање према мене и тие. Како не? Да, колку рековате? 8 до сега човечки животи? 9 имате спасено. 9. Лани еден спасив, дур тренирав, има педалинки. Така, во Охридското езеро? Да. И поминував јас меѓу педалинките, дечкото сакаше да се спушти у вода назад. Меѓутоа ногата му се заглави изгледа у педалинката, со телото беше у вода, а ја бев на 4-5 метри стреке поминував и не можеше да се ослободи. Ако не дојдов, бе подалеку ке се удавеше. Го дигнав, фала, век. Ет, Господ имало да го спаси. Каков подарок? На вистинското место сте Вистински сте ја оправдале улогата на живот, на живо битие што се вели и да ги оправдате можеби сите овие карактери или професии кои што понекогаш нели се вклучуваме и така натаму. Некаде кон крајот, само дали сега продолжуваме со подготовките и кога ќе биде, здраве Боже, август рековме 23 км, меѓутоа кога е рекордот да го рушиме Свети Наум Охрид 13-14 км? Во јули годинава. Да. Па за месец повторно сакате? Да. Другиот. Со образувањето на Раци нозе кога е тоа? Па исто во август. А од каде таа луда идеја, јас да прашам? Па веројатно и жената ќе се служи сопругата. Да, она стално само кока. Па не знам, уште кога бевме спасители на вода, моравме да имаме обука, тогаш ние професионална, дори имавме одстранство, инструктори. И тогаш вежбавме ние со врзани раце и нози и војска. Сега веќе предпоставив од каде доаѓа, така? Да. И за мене не представува во Охрид и демонстрирам и сега. Знам да се кладат овие по пиво да земам на мој вика, ајде дали можеш да испливаш 50 метри, вика кој може? Козоки, ајде вика влегој во вода. И ке ми ги врзат раците и нозете ја пливам. Прекрасно. За крај, бидејќи ги имавме нашите сограѓани, ваши сограѓани кои што на свој начин некој си ги диктира можеби темпото и животот во оваа трета доба, што би им советувале на крај? Искрено, со оглед на тоа дека ја раскажавте кусо меѓутоа значајна ова ваша животна приказна историја и не престанувате и понатаму да чекорите храбро во животот. Да не седат дома, да си најдат занимација. Било што дома само да не видат, да излезат да шетаат, да работат, ете и на нива да идат да работат. Меѓутоа, ако залегнеш дома, готов си. Така е. Се надам дека денеска бевте доволно добар и успешен пример за многумина и дека нешто ќе превземат од вашите иницијативи и погледи кон животот, затоа што навистина и во третото доба може убаво да се живее и квалитетно да се живее. Зоран, ни беше нас исклучително задоволство. На вистина, што вака некако се собуливте пред македонската јавност и што откривте многу работи. И сето тоа верувам само за да бидеме пример, односно вие да бидете пример за многу од гледачи. Ако поидеме летово до градиште, ќе ве побараме. Чичко Зоки, веројатно сите ве знаат во кампот. Ќе направиме некој круг заеднички во кампот и вистина ми беше драго. Голем поздрав до сопругата Снежана и синот Ненад.
испратете им поздрави така до Америка и се гледаме во некоја следна прилика. И синот сигурно ќе гледа, он од Америка рече ке... Супер, па ќе го поздравиме тогаш вака со малку нели друга временска зона и часови, меѓутоа драго ни ако останал во делсните часови да не следи утрово. Нинат ти посекуваме убава вечер ако во моментот не гледаш. Тоа беше нашиот Зоран Ничевски кој што се подготвува за новите предизвици и рекорди годинава, инаку да, тој веќе според сознанията го има рекордот на 13 километри како што кажавме Албанија градиште.